Јас сум инаку среќен што терминот заробена држава веќе е етаблиран во Република Македонија и значењето на тој збор веќе го разбираат сите. Ние зборувавме за мафиократска држава, за тоталитарен режим. Во теоријата сме сместени во хибриден режим и сите тие називи се точни. Но заробена држава е практично термин кој што најубаво ја опишува нашата ситуација. И нели како и во љубовта и за заробена држава треба двајца. Имате власт која е аутистична во својата мафиократска примена на владењето и имате граѓани кои што се аутистични во однос на спознанијата за сопствената сувереност. Во 1991 година во Париз имаше општ штрајк, значи генерален штрајк, таму се синдикатите многу солидарни, кога еден ќе трне одат сите. Неколку дена целиот град беше блокиран и ништо не функционираше. И кога велам ништо, мислам ништо. Штетата од тој штрајк изнесуваше отприлика 4 милиарди, според проценките на француската држава. И во еден момент, во еден разговор со уредник на еден дневен вестник, инаку причината беше зголемување на цената на лебот. После, не знам, 13 години лебот се покачил за 0,3%. И сега јас го прашувам уредникот на вестникот, као која ви е поентата да направите 4 милиарди штета за 0,3% покачување на лебот. Јас тогаш доаѓав од простор каде што имаше повеќе стотици проценти инфлација и тоа беше, не знам, за мене неразбирливо. И вака ми одговори новинарот: мора така да направиме, затоа што ако им дозволиме ова да им помине, после нема граница. Така да, еден од клучните зборови на моево излагање е дека ние, значи граѓаните во Република Македонија, во оваа заробена држава, ја загубивме дефиницијата на границата на прифатливоста, на прифатливото. Значи, за нас нема граница. Значи, тие можат да убиваат луѓе, тоа не е некој посебен проблем. Значи, можат државата да однесат во банкрот, тоа не е проблем. Значи, кај нас е тотално дестабилизирана таа граница на прифатливост, која што ние, ако сакаме да се мрднеме еден чекор напред, мораме да ја ретаблираме на едно минимум прифатливо ниво. И сега, како еден пандан на оваа анекдота од Париз, мислам дека ние пропуштивме многу шанси како граѓани да одговориме на неслични, далеку потрагични настани кои што се случува кај нас, и вие сите знаете милион примери. Јас само ќе издвојам еден вака условно речено страничен, а тоа е начинот на кој што граѓаните кои што се откажаа од парно грејење беа натерани да плаќаат месечен доместок. Ова е условно страничен пример, не е доволно радикален можеби за некој, меѓутоа начинот на кој што тоа е сведено на една класична државно-приватна плячка е флагрантен и ние како граѓани не смеевме тоа да го дозволиме да се случи. Велам, има порадикални примери, вие сите знаете подобро од мене. На институционално ниво исто така беа пропуштени многу шанси да се превенира овој стадиум на заробена држава, кој што е терминален во Република Македонија, тврдам. Тоа е, еве, два примери ќе издвојам. Значи, првиот пат кога во собранието не дојде шефот на тајната полиција за да реферира за годишен извештај, значи, одговорот на собранието, односно на пратениците или на дел од пратениците, или на целото општество, требаше да биде јасен во старт. Значи, тоа требаше не само да се осуди, туку таа комуникација со институциите требаше тука да запре. Вториот пример е кога група пратеници
поднесоа барање за автентично толкување на еден член од изборниот закон кој што се однесуваше на финансирањето на изборната кампања. Тоа барање никогаш не беше ставено на дневен ред. Имаше укажување од влада на кој начин собранието треба да постапи за да не се случи ставање на дневен ред на точката за автентично толкување на тој член од изборниот законник. Некои тука знаат зашто зборувам. Ги издвојувам повторно условно како странични примери, меѓутоа тука нели покрај ретаблирањето на границата на прифатливото, вториот клучен збор, а тоа е дека во ситуација кога имате гангренозна држава и сите институции внатре, значи вие ги прекинувате сите релации, сите односи со таа држава. Сите односи и сите релации. Ако не ви се свига радиодифузната такса, па што е проблем да не се плаќа радиодифузната такса? Сите ли ќе не извршат? И така натаму. Значи тоа е вториот клучен збор. Денеска, со ова завршувам, кога гледаме, јас минатата година повикував да се бара оставка од Републичкиот судски совет, Советот на јавни обвинители. Денеска гледаме дека тие се главните експоненти на мафиократскиот режим во Република Македонија. Гледаме дека тоа се несовладливи пречки. Сакам само да укажам дека мораме да научиме навремено да ги прекинуваме врските со мафијашката држава, затоа што во обратен случај ние ја предизвикуваме историјата. Ако ни е дадена, сега јас ве предизвикувам вас на крај, ако ни е дадена државата на тацна, дали нашето однесување подразбира дека ние сме спремни толку лесно да се откажеме од неа?